Тема туризам, промоција на Малешевијата на сите платформи. Ова утро на Skype разговараме со нашиот соговорник Горан Механџиски, кој што е дел од Здруженијето Pathfinders. Што значи ова име? Горан, добро утро, дали се слушаме, дали се гледаме? Добро утро, се слушаме. На почетокот ќе ни го интерпретираш името кое го носи вашето здружение за презентација на убавините на Малешевијата. Pathfinders, израз преведен од македонски, точен превод нема, но значи пронаоѓач на нови патишта, талкачи, по самиот збор е конструиран два збора, пат што значи пат и finders што значи пронаоѓање. Тоа е Да, повелете. Тоа е интернационален назив кој се користи во светски рамки и предпоставувам поради популарноста на називот сте се решиле така да го именувате вашето здружение. Ќе ни кажеш конкретно која област во Македонија вие ја промовирате? Работиме низ Малешевијата, промоција на источниот регион од нашата земја, Малешевијата, Пијанец, односно Беровско, Екческиот и Делчевскиот регион. Не знам дали имаше прилика да го видиш прилогот што одеше како најава за овој разговор, дали до некаде ги доловивме убавините што ги има овој регион? Да, ловивте дел од убавините, но сепак Малешевијата и Пијанецот изобилуваат со прекрасни предели, пусти шуми, борови, така големи отворени пасишта, извори на многу реки, исто го имаме и езерото кое е прекрасно само до себе. Колку е тешко или лесно да се промовира одреден регион во една мала земја каква што е нашата, богата е, со многу природни убавини, меѓутоа колку е тешко или лесно да се промовира еден одреден регион со оглед на тоа што сте локализирани само таму во таа област? Па како и се друго, на почетокот е тежок. Ние сме релативно ново здружение. Проишно додека формираме добар и квалитетен тим кој е спремен да работи на практиците. Това е тим од млади луѓе кои се поборници за природата и адреналин. После сите прешки кои се преупаат во работењето и издавањето како на терен, така и административно, но сепак наши задоволство е да работиме по промоција на нашиот проект, потенцијален центар на туризам, специфична градба на планини, трописки врвови и благи падини, кој го прави во нашиот регион погоден за поголем број на планински спортови. Исто така, блога има тимата, која што е застапена во Малешевијата и Пијанецот, со полата и утра, а дневните температури доста поразлични од остатокот на нашата земја. Ова се модерни времења во кои има разни начини да се промовира нешто кога се сака. Каков тип на промоција вие спроведувате со оглед на тоа дека сте релативно млади и дека сте упатени во современите светски теркови? Да, промоцијата ја вршиме преку организирање на настани, почнувајќи од рекреативни прошетки, планинарски тури, велосипедски тури, организирање на кампинг, офроуд прошетки, еколошки акции за зачување на природата и различни работи. Исто така објавуваме на нашите социјални мрежи Facebook, Instagram и YouTube каналот, каде што гледачите можат да најдат фото и видео материјали од нашите настани и нашата работа. Како доаѓате до посетители? Лесно е, тешко е да стапите во комуникација, односно оние што сакаат да дојдат во овој регион да стапат во комуникација со вас? Како што претходно спомнав, настаните јавно ги објавуваме на нашите
акаунти на Facebook, Instagram, на социјалните мрежи, да кажем, каде што лесно достапно може секој да види и да се приклучи кон посакуваната тура. Сега последно време задоволните посетители од претходните тури и настани се препорачуваат, па така доаѓаат нивни пријатели, нивни познаници, кругот на посетители се шири. Препораката е најдобрата реклама за едно нешто што се работи. Може да имате какви сакате реклами, меѓутоа ако тие што се директно инволвирани не ве препорачаат, тогаш ќе оди малку потешко. Добро и позитивно е што имате позитивни критики и препораки. Планирате прв аутдор фестивал во Малешевијата. Што ќе се одржи? Тоа е фестивал кој ќе се одржува надвор. И самото името на фестивалот Аутдор кажува дека е фестивал кој ќе се одржува надвор. Да. Неофицијално вие сте првите со кои разговараме на оваа тема, па воедно и ве покануваме. Работиме на првиот Аутдор фестивал во Малешевијата, што ќе се одржи од 16 до 18 јули. Под називот Повикот на Малешевијата. Фестивалот е отворена покана за секој љубител на природата, планинските спортови и дружбата. Фестивалот прослава на се што може да се ужива на отворено и на планина. Овде најголемо количество на кислород, прекрасни шуми, летки за воздишта, грезојце и зајди сонце, истовремено зближувајќи малешевската традиција со модерната култура, музика, природата со спортските активностите на овој фестивал се внимателно креирани од нашиот екип, следејќи ги секојдневните препораки од здравствените организации, ќе се бориме да се одржи фестивалот, следејќи ги препораките за заштита од COVID криза. Во фестивалот, извинете. Да, доврши слободно. Во фестивалот ги опфаќаме различни активности, како кампинг, планински велосипедизам, планинарење, фиткамп и офроуд. Каде што вечерта, петок и сабота, ни е планирана музичка забава, но се зависи сега од протоколите како ќе да продолжи. Прашањето ми беше дали Македонија, вие и воопшто нашата земја е подготвена за ваков предизвик, што ако имаме ли ресурси, што ако дојдат голем број, затоа што имате отворен повик, што ако дојдат голем број на посетители, може ли да се справите со сето тоа? Потребни ли се други ресурси освен она што ни го дала природата и желба да се излезе во природа? Нормално, природата дава и се уште ќе дава. Македонија веќе последните години се бори на таа тема. Луѓе кои напорно работат да обезбедат позитивни услови за одржување на ваков тип туризам. Кај нас Малешевијата се уште е неразвиена, но веќе последните години се работи на инфраструктура на патеки и за промоција на таков вид туризам. Од каде црпите идеи? Дали вашите идеи се лични или се водите според некои светски стандарди за ваков тип на современ туризам? Идеи црпиме од сите нас, се разбира, се стремиме кон светски стандарди за она што го гледаме како позитивно. Ние сме голем тим во кој секој поединец има различно размислување и различни познанства. Сепак не врзува тоа што сите сме влюбеници во природата и на некој начин зависници од адреналин. Идеите за настани доаѓаат најчесто од претходна посета на одредено место на поединец или од нас кажувања еден, но неретко се случува и на состанок да дојдеме до идеја за некој место кој првично го разработуваме, а подоцна и изработуваме тура со презентација на истото и вклучување на народни обичаи со на модерното спортски активности на активен туризм.
Дали сте задоволни досега од реализацијата на идеите што ги имате, на плановите и кој момент од вашата работа би го посочиле и издвоиле како најинвентивен, најплоден досега? Па, релативно тешко е да се работи, почнувајќи од COVID кризата што ја имаме моментално. Луѓето се затворени, оправдано се разбира, но сепак интерес има и нас тоа не подри да работиме, не мотивира. Секој момент на нашата работа сега е интересен, да издвојам нешто посебно, интересно не можам, но, што реков, секој настан, секоја работилница или секој состанок е интересен сам по себе, инновативен и плоден се надевам. Нормално се случуваат и тешки периоди по работата, каде што има се појавуваат пречки, има недостаток на финанси за работа. Сепак, ние сме група млади луѓе, кои сме попорници и не остапуваме планина планирана. Малку е стереотипно да го завршиме разговорот со следно прашање, меѓутоа, дали е Македонија убава дестинација? Што ќе порачате на публиката што не гледа? Вреди ли подобро да се запознае и да се посетат оние места на кои досега македонците не биле во својата земја? Па не за џабе многу војни по минатото се војувале за ова парче земја, така да Македонија е богатска туристичка дестинација која може да понуди многу повеќе од досегашно. Изобилие од историја, цркви, манастири, археолошки локалитети кои го потврдуваат присуството на стари цивилизации и култури. Имаме прекрасни места, како прекрасни шумски површини, пасишта, извори, реки, езера. Буквално нема што нема. Но мислам дека не го искористуваме тој потенцијал или најдеме ние народот начин да уништиме тоа, дали ќе го направиме некоја депонија отворена или ќе изградиме некој објект кој ќе го наруши биодиверзитетот на тоа место и остава јаки белези на природата. Мислам дека секој ден да подсетуваме некој место во Македонија, секој нареден ден ќе имаме ново место кое не сме биле и изобилува со прекрасни глед и прекрасни моменти. Тоа беше Горан Мехаџински од Сдруженијето Pathfinders, здружение кое се занимава со промоција на Малешевијата и на Берово, со разни типови на туризам, алтернативен, современ туризам, излегување во природата и запознавање со убавините на Македонија. Горан, ти благодариме што издвои минути ова утро за нас и за гледачите на македонската телевизија, се разбира. Ви посакуваме многу успех и многу среќа и понатаму вашата работа уште долго и квалитетно да ја промовирате нашата земја, затоа што не покани на првиот аутдор фестивал во Малешевијата. Ветуваме дека екипа на македонската телевизија ќе биде таму и ќе го регистрира тоа. Ви благодарам на поканата. Тоа беше Горан Мехаџински, уште еднаш член на Сдруженијето Pathfinders од Малешевијата, кој се занимава со промоција на туризмот во овој регион, а ние одиме понатаму со најавените содржини, следува новиот информативен блок.